Општа констатација е дека во најголемиот затвор во државата, казнено-поправната установа КП Дом Идризово, во така нареченото затворено оделение, во најголемиот дел од просториите не се почитуваат европските затворски правила, според кои како минимален стандард за сместување на лице лишено од слобода налагаат 4 метри квадратни во заедничко домување или 6 метри квадратни во самостојно домување. Напротив, тука условите доведуваат до нечовечки и понижувачки третман на осудените лица. Подоле, оваа констатација ќе ја илустрираме и со точни бројки. При увидот во така нареченото трето, четврто и седмо крило, како и во така наречената амбуланта, сите дел од затворскиот дел на затворот Идризово, состојбата е следна. На денот на посетата, на третото крило, утврдено е дека во една просторија, која што е со површина од 14,28 метри квадратни, се сместени 15 осудени лица. Замислете, ниту еден квадрат цел за еден затвореник. Во тие 14 квадрати, 6 осудени лица спијат на душеци на пот, а останатите на кревети на 4 спрата. Во друга просторија, чија површина е 21,5 метри квадратни, сместени се 11 осудени лица, додека на третата просторија, во истото крило, во просторија од 19 метри квадратни, сместени се 10 осудени лица. Иако по нашата втора посета, делот затечените лица кои спија на подот во крило 4 се префрлени во амбуланта, сепак и понатаму останува констатацијата дека состојбата е далеку од задоволителна. Сериозно загрижувачка состојба беше затекната и во така нареченото четврто крило, каде што на денот на посетата биле сместени вкупно 124 лица, а на денот на посетата 36 лица спиеле на душеци на пот во самиот hodnik од крилото и користат заеднички тоалет. Значи, затворениците се сместуваат по ходници и на пот. Во така нареченото седмо крило се сместени 67 осудени лица, дел од нив спиеа на душеци на пот, а во просторија од 17 метри квадратни се сместени 14 лица. Во моментот на посетата, во така наречената амбуланта и старечко оделение биле сместени вкупно 114 осудени лица и во тој период левиот дел на приземјето беше затворен и во тек беа активности за негово реновирање. Во останатиот дел од зградата беше констатирано дека осудените лица се сместени во простории во кои што нема доволни кревети за секого и се добија информации дека спијат по двајца затвореници на еден кревет или на смени или заедно. Од податоците содржани во дневните и вечерните билтени, тимот на Националниот превентивен механизам констатира дека во установата секојдневно, некогаш и повеќе пати дневно, се повикува екипа на итна медицинска помош, а скоро секојдневно се прават спроводи до државните клиники. Ваквата состојба укажува на фактот дека медицинскиот персонал кој е редовно присутен во установата е недоволен и не е во можност целосно навремено да одговори на здравствените потреби на затворените лица. Здравствената заштита и понатаму останува еден од поголемите проблеми во казнено-поправните установи, иако како позитивен исчекор во извештајната 2022 година може да се смета зголемувањето на платите и додатоците на плати за 30% на медицинскиот кадар ангажиран таму. И во овој годишен извештај ќе укажеме дека ова се уште актуелни проблеми, односно дека добивањето на одредена погодност се уште се користи на начин што подразбира и подмитување. Значи, има сериозни наводи дека митото, корупцијата и другите негативни елементи се присутни и понатака во затворот.
Да не зборуваме за санитарните чворови и за останатиот дел на потребните уреди за хигиена и нормално функционирање. Еве како изгледа еден кревет во кој се сместуваат. Се разбира, ние имаме богат материјал за ова, но во корист на времето само како илустрација сакав да ви го презентирам.